Благодарам. Одлука за пренамена на средства со која што не би треба да се субвенционира замената на загревањето со црсти горива со инвертор клими, 10 милиони евра и милиони и пол евра за целосно државна собственост во предпријатија за пренос на газ Гама, согласно Законот за енергетика донесен во мај минатата година. И сега замислете, цел свет води политика на штедење на електрична енергија, каде што во тие држави, развиени од свет барем, за страшен недомакинлук се смета трошење на електрична енергија за загревање. Ние субвенционираме трошење на електрична енергија за загревање. Замислете кој диспаритет со онаа што го прави развиениот свет. Дополнително на тоа, електричната енергија која што се произведува во Република Македонија, 80% од фосилни горива, со некалоричен лигнит, чии што извори се при крај. И ние сега таа произведена топлинска енергија во рек Битола, од која што само 30% е од 100% топлинска енергија се трансформира во електрична енергија, ние ја враќаме пак како топлинска енергија. Ма ова да го видат луѓето од развиениот свет, кај што е на високо ниво политиката на штедење на електрична енергија, не знам за какви ќе не изводат. Не знам што да кажеме за оваа мерка. Се субвенционира инвертер клими во Битола, а во исто место се произведува електрична енергија од фосилни горива. Па за неколку години, согласно правилата на енергетска заедница, треба да плаќаме такса за секоја емисија на CO2 во воздухот. И сега од една страна ќе плаќаме такса за произведената електрична енергија од фосилни горива, а од друга страна ќе го субвенционираме трошењето на таа електрична енергија. Не знам, ова не личи ништо, ова нема ни стратегија, ни ништо. Ова е инстант решение за предизбори, ништо друго. Ако во оваа одлука се предвидени 4 општини, за кои што, нели, на тие единици на локалната самоуправа ќе се префрлат овие 10 милиони евра за набавка на инвертери. Што правиме со другите градови? Имаме ли ние стратегија или ќе останеме на ова, или не е битно за другите градови? На нас ни треба инстант решение пред избори за предизборна манипулација со гласачите и ништо друго. Значи носиме одлука, немаме ни критериуми, ни правила врз база на што се избрани тие 4 општини, врз база на кои критериуми во тие 4 општини ќе бидат поделени овие инвертер клими. Па ова веќе од оваа брзајне пред избори со законски решенија дојдовме до ситуација закон да се донесе за данок во кој што ја нема висината на данок. Така да и оваа одлука за пренамена. И на крајот на краиштата, кога се носеше ребалансот, нели знаевте оти не може преку АД Елем да се субвенционират инвертер климите. Овие средства што ги предвидовте тука, сега што ги кратите у Министерство за одбрана, капитал, купување на опрема и машини, во Државен завод за статистика, што правиме со тие? Нели знаевте дека овие не може да се реализират? Пред 2 месеца беше ребалансот на буџет. Од друга страна, искреноста на политиката за намалување на разлагодувањето. Од една страна, субвенционирање за инвертор клими, од друга страна, овозможуваме нафтен кок за минеролошки процеси да се користи како индустријско гориво во средурбани средини. Од друга страна, не правиме ништо за сузбивање на влезот на екстра лесното гориво 9 до 10 пати повеќе од потребите на Република Македонија за екстра лесно гориво. А знаеме дека тоа загадува. Знаеме дека тоа има 9 денари пониска акциза, со ДДВ 11 денари е поевтино. Ама не преземаме ништо. 8 милиони евра губи буџетот од тоа годишно. А демек водиме политика за намалување на аерозагадувањето. И редица други работи кои што не покажуваат дека постои искрена политика
дека постои стратегија, туку инстант решение исклучиво за предизборни цели и ништо друго. Другите средства од 1,5 милион се предвидени за целосна државна собственост на предпријатието за пренос на газ, односно докупување на делот на Макпетрол, што со ребалансот беа предвидени 30 милиони евра и тука сега уште 1,5 милион евра. Меѓутоа, обврската согласно Законот за енергетика и обврските преземени за транспортирање на третиот енергетски пакет согласно регулативата на Европската енергетска заедница, во законот стои 1 година. Помина веќе година и пол од кога е донесен тој закон. Вие со ребалансот предвидовте средства и со оваа пренамена уште 1,5 милион евра. Ама еве годината е на истек, има уште 2 недели, нити одлука имаме, нити договор имаме со АД Макпетрол. А тие не се обврски согласно Законот за енергетика. Нели се фалите дека сме лидери во регионот во делот на енергетските реформи? Знаете ли дека не извршувањето на обврските согласно третиот енергетски пакет по знак прашалник ги поставува можноста за преземање на прекрашочни мерки од страна на енергетската заедница? Сега ние пренасочуваме средства со ребалансот, тука со пренамена 30 милиони евра, тука со пренамената уште 1,5 милион евра, а немаме одлука на влада, немаме договор со Макпетрол, а годината истекува. А обврските од законот во мај 2018 донесен, во преводни и завршни одредби пишува во рок од 1 година. До кога ваква ситуација ќе лепти? И уште еднаш, не можете да излезете од тоа дека набавката, субвенционирањето на набавката на инвертор клими како замена за грејењето на цврсти горива ви е чиста популистичка акција и инстант акција за привлекување на гласови на престојните избори. Впрочем, вие цело време вадите теза како влада дека домакинствата кои што се греат на цврсти горива се најголеми загадувачи на воздухот. Меѓутоа, ние бевме во ситуација кога грејната сезона воопшто не беше почната, а аерозагадувањето во повеќе урбани средини во Република Македонија беше на највисоки можни граници или бевме лидери во Европа и во светот по аерозагадувањето. Значи, има други извори, жаришта на аерозагадување, кои што ги знаете, а за кои што не преземате никакви мерки, туку го стимулирате аерозагадувањето со законските решенија кои што ги носите вие како парламентарно мнозинство. Реплика Маја Марацен.